Денес во посета на Општата болница Борка Талевски во Прилеп, на наше задоволство, ни е градоначалникот господинот Маријан Ристевски. Овие посети се добре дојдени да го запознаеме со условите во болницата и оние нови проекти кои ги имавме во изминативе 2 години, стабилизирањето на финансиската состојба на болницата пред се и како последователно на тоа новите зафати, реконструкција и набавка на нова, најсовремена медицинска опрема. Во изминатава година дена во Општата болница Прилеп беше спроведена темелна реконструкција каква што не видела болницата од незиното пуштање во употреба во 1980 година па до сега. Комплетно беа реновирани сите болнички одделенија, инсталирани беа 4 нови лифтови, комплетно е реновиран оперативниот блок, набавена е нова медицинска опрема, паралелно со инфраструктурните зафати, најсовремена медицинска опрема во вредност од околу 20 милиони денари, која можам да кажам и во целост е исплатена. Набавени се многу медицински апарати кои во минатото недостасуваја за пружање на квалитетна здравствена услуга. Со реконструкцијата на болницата и со новата медицинска опрема, навистина е олеснета работата на персоналот, но и пациентите можат да добиваат сите оние услуги во Општата болница во Прилеп, да не бидат упатувани во други болници. Реконструктивниот зафат на болничките одделенија опфаќаше комплетна реконструкција на подни површини, тавански површини, комплетна реконструкција на внатрешна и надворешна дограма. Набавени се јоги за секое болничко легло. Морам да потенцирам ова, бидејќи во болницата навистина некои работи беа во катастрофална состојба. Пациентите кои лежеа во болничките одделенија буквално лежеа на стари дотраени сунгери, а во моментов сега во сите болнички легла се опремени со нови јоги. Набавени се нови униформи за персоналот, за вработените, комплетно се реновирани и реконструирани тоалетите. На секој одделение во една соба имаме во поголемите соби и тоалет и со туш кабина, што навистина представува една здравствена установа за респект, една здравствена установа со европски вредности. Во моментов во Општата болница Прилеп комплетно се опремени со лекови, медицински потрошен материјал, храната се доставува хигиенски по сите стандарди и како што можевте да видите и пациентите се самите навистина задоволни од тоа. Финансиската состојба во моментов на Општата болница Прилеп е навистина во стабилна состојба. Во октомври месец 2015 година, кога дојдовме како менаџерски тим на начело на оваа установа, начекавме многу лоша состојба, блокирана жиросметка некаде околу 2 години и долгови од околу 220 милиони денари. Во моментов, огромен дел од овој долг е исплатен и долгот е намален на помалце од 80 милиони денари, од кои некаде околу 70 милиони денари се репрограмирани и се исплаќаат редовно и треба да се исплатат во текот на следните 3 години. Така да што фактички долг болницата да нема, туку се работи за она тековни обврски и тековно работење. Набавени се 4 ехо апарати, најсовремени, со 4D технологија. Само за споредба, најновиот ехо апарат кој го затекнавме со нашето доаѓање тука беше од 2001 година. А во моментов, за само година и пол, набавивме 4 нови ехо апарати за одделенијата на рентген диагностика, гинеколошкото одделение, интерно одделение и уролошкото одделение. Набавивме 5 пациент монитори, тоа се оние за следење на виталните функции на пациентите и во моментов е во завршена постапка набавката на уште 5 нови, така да ќе имаме 10 нови пациент монитори. Комплетно се е набавена нова опрема за операционите сали, нови оперативни светла во сите операциони сали, гинекологија, ортопедија и хирургија.
Набавен е нов оперативен стол за одделението за гинекологија, а во моментов е постапка за набавка на 2 нови стола за ортопедската сала и хируршката операциона сала. Набавивме и помала медицинска опрема како ЕКГ апарати, дефибрилатори и исто сакам да спомнам, имавме на донација од 2 општествено одговорни фирми од градот, тоа се Прилепска пивара и прехранбената индустрија Витаминка, кои ни донира најсовремен оперативен стол за одделението за очни болести, што можам да се пофалам дека таков стол во моментов нема ниту една друга болница или клиника во државата. Уште еднаш благодарност до овие 2 фирми и навистина ова значи многу за пружање уште поквалитетна здравствена услуга. Набавена уште многу друга опрема, санирани се доста работи кои недостигаа во изминатиот период и правеа проблем во извршувањето на услугите и работата на персоналот. Инсталирани се и 4 нови лифтови, 2 во холот на болницата и 2 во инфективното одделение. Така да со ова навистина можам да кажам дека во изминатите 2 години направивме голема работа за болницата навистина да добие европски изглед, да заличи на една европска здравствена институција. Како еден поголем проблем и рак рана, навистина морам да го истакнам недостатокот на лекари специјалисти и состојбата е навистина алармантна. Во моментов можам да кажам да ни недостигаат околу 40 лекари специјалисти, уште еднаш ќе потенцирам специјалисти кои веднаш би се вклучиле во работата во болницата за да може да се одвива работата непречено. Но и со овој кадар кој сега го поседуваме, навистина луѓето вложуваат надчовечки напори лекарите и не само што постигнуваат да укажат здравствена помош на секој пациент кој дојде туку можам да кажам и дека бројот на услуги е зголемен во однос на изминатото кога сме имале и поголем број на лекари специјалисти. Во моментов од Општа болница Прилеп испратени се на специјализација 23 лекари специјализанти, од кои 3 на клиниките во Белград, соседна Србија, и имаме вработено 6 нови лекари по општа медицина, кои забрзо треба да ги испратиме на специјализација. Ова ќе подобри малце сликата во болницата, но навистина треба уште многу да се работи во кадровското надополнување за да може да се функционира непречено и да можеме навистина да пружаме уште подобра квалитетна здравствена услуга. Залагањето на локалната самоуправа заедно со менаџерскиот тим и директорот беше да овие години што повеќе се вложи во оваа установа, така да денес имав чест и задоволство да прошетам во еден, би рекол сега, од најубавите здравствени установи, односно објекти и болници во Република Македонија, каде што комплетно, буквално сите одделени и операциони сали се реконструирани. Завршена е комплетната реконструкција која беше предвидена од Министерството за здравство и претходната влада и инвестицијата некаде во вредност од 1,5 милион евра во многу ја подобри пред се внатрешната инфраструктура и изглед на болницата, меѓутоа се донесени голем број на апарати, медицински помагала, со кои што во многу ќе се олесни работењето на персоналот, а од друга страна и поквалитетно пружање на услуги на самите пациенти и корисници на услугите на оваа болница. Да не заборавиме дека во минатите години има Прилеп уште 2 здравствени установи, а тоа е здравствениот дом Уредот, кој што исто така комплетно беше реконструиран во вредност некаде околу 600-700 илјади евра инвестиции се донесува во самиот дом и исто така Центарот за јавно здраве, каде неколку стотина илјади евра инвестиции имаме и комплетна реконструкција и нова здравствена установа. Што значи, со комплетно реконструирана болница, со комплетно реконструиран здравствен дом, односно уред и Центар за јавно здравје, Прилеп денеска има навистина многу поинаква слика за сите овие здравствени установи и во
давањето на поинаква слика од давањето на услуги на пациентите во сите овие здравствени установи, каде што многу поквалитетно се извршуваат овие услуги, меѓутоа од друга страна и самите пациенти, оние кои што ги посетуваат овие здравствени установи, па и самиот персонал и доктори кои работат, можат многу попријатно да се чувствуваат и подобро да работат. Интерното оделение е комплетно реновирано. Двата оддели и коронарната единица со големиот тендер од Владата на Република Македонија. Централниот дел е обновен од менаџерскиот тим од болницата на Општата болница во Прилеп. Моментално вработени имаме 50, од кои се 11 лекари, плюс имаме 6 лекари вработени, млади, и еден лекар со договор на дело. Тие лекари се го обуват и транспортот на болницата и тие се веќе 2 години во интерното оделение. Од опрема, она што директорот го спомена, добивме мобилен ехо апарат, монитори, дефибрилатор, она што нас не имаше потребно. Тоа е за опремата во интерното оделение, во склоп на целата апаратура што е купена, 4 ехо апарати, мамограф, обновена физикална терапија и така натаму. Интерното оделение обавува услуги за 60% од болницата на Прилепската болница, со некаде околу 40.000 прегледи годишно. Ние сме благодарни што комплетно се реновира одделот. Одделот не беше реновиран од кога е отворена болницата. Добро е, условите се добри, имаме лекари, може да се пратат, може да го решиме проблемот со интерното оделение. Задоволен сум од болницава, од услугите на медицинските сестри, од персоналот, сио сум задоволен. Просторивите се без грешка, добро направени, чисто, убаво сето. Храната на време, доволно. Од се сум задоволен. Еве, 7 дена сум тука и задоволен сум. Немам примедба никаква да кажам дека нешто е. Се треба и ние луѓево самите да го чуваме тоа, од прибидејќи нашето. Има и несвесни луѓе, пример, што прават бели, да речеме, не